Разделени од најблиските, запечатени судбени и само сеќавање на еден убав, спокоен живот кога без проблеми одалека и своите роднини во соседните села од другата страна на границата. Денеска само спомените се единствената врска меѓу двата дела на Преспа, оној во Македонија и оној во Грција. Јосиф Поповски од Љубојно, чии корени потекнуваат од селото Нивици, местото каде Македонија замина во историјата, вели дека некогаш во Преспа имало живот. Многодетните семејства биле символ за овој дел од Македонија. Јас во тоа време мал бев, ама дедо ми, правдено на мајка ми татко, е од селото Нивици. Баш како што се потпиша договорот за Преспа, и тогаш тој од фамилијата Заровци е, од Нивици. И беше дојден од Нивици тука дома, за што викаме ние во Љубојно беше дојден, иначе прав од Нивици беше, например. Од јас сум од постарите генерации, например, 63-та година одевме, например, ние во првото соседно село Роби тука, и тогаш роднините мои од Нивици ќе дојдеа во селото Раби, се викаше, и купувавме оттамо риби, имаше 2-3 продавници отворено, немаше пластика кај нас, купувавме во продавниците и пластики работи, и така одевме тука во селото, тука во Роби, например. Со солзи во очите, Миле Калеџиовски од Долнодупени се врати 6 децени наназад од својот живот. Како дете од 7 години со родителите секојдневно ја поминувал границата за да биде во силата, кој сега се дел од грчка страна. Сеќавам, јас имав 7 години, до 62-та, 63-та беше отворен премино. После го затворија грците. Иначе сум модел јас во селата Герман, Сркоме, до Папли, натака со татка ми, си имаше такво и јас сликичка си имав од мене и си одев од Грција. Имаме многу наши луѓе што беа, што живеа. Ама таму се иселија тие. Надежта дека потпишувањето на Преспанскиот договор повторно ќе ги спои со роднините од Герман, Роби, Срково, останаа само ветување од политичарите напишани на хартија. Пред 60 на години овде имало живот, имало трговска размена, комуникација со другите села од другата страна. Како е денеска? Денеска нема комуникација, нема ништо, све затворено е, никој не проаѓа, никој не доаѓа, само летниот период, така 10-15 дена. И тоа е. Не е уба работа. Ние си имаме таму роднини од другата страна на границата, си имаме пријатели. Зошто да е затворен? Што ќе посмета ако се отвори гранични опремени? За сите ќе биде убаво. Имало, ама ние не памтиме од тоа, знаеш, не помлади. Иначе старите си одеа слободно. Обврските да биде отворени преминот кој сега е главна кочница за жителите од преспанските села не се исполнија. Само еден знак стоп и спуштена рампа. Повеќе од 60 години никој не поминал преку граничниот премин Маркова нога. Запрена е секаква комуникација и трговска размена.